Српските певаļки сериозно го тестираат македонскиот идентитет. Големите поклоници на нивниот опус веројатно забораваат дека првата проба беше направена во Благоевград, кога кралицата на бакшишот едноставно си ја препеа македонско девојче. А што некој си дозволува да мери и премерува македонската убавина. Но кому му паднало на ум да си подигрува со една од поболните идентитетски одредници? Да, постои доза на скептицизам околу тоа кој кому е помило. Ама како ли е можно најголемата мајка до душа српска во градот на гемиџиите, пред верните фанови, да парадира со омразеното? Ама ти го увалија, жено! Увалили су ти га! И ти још љубиш? Љубиш бугарску заставу? Аман, жено, шо направи Цецо! Аман, Цецо! Добро, не се знае каква ќе беше реакцијата ако знамето беше како говорот на коментаторот, но во секој случај владее амбиент во кој кон северот, за разлика од истокот или западот, постојано има толеранција, па дури и кога се работи за нивните документи, кои ги поседуваат нашите политичари. Јас имам двојно државјанство од детство, затоа што моите предци се од таму, 80% од моето семејство е од таму, само од Нови Пазар. од тој дел, мислам, Од распрскано, да, од Србија. Сепак, ако е под знак прашалник принципиелноста и конзистентноста, кои важат за високо етаблирани политички критериуми, тогаш можеби треба да се има респект за ставовите кои ги изнесува лидерот, кои веројатно не важат само за функционерите од други партии. Мислам дека ова е доказ за исто така легитимната теза наша, дека функционерите не треба да имаат двојно државјанство. Зашто воопшто да имаме државјанство, кога ние сме државјани на територија која по сите природни, а богами и божи, па и многу божи закони е благословена и треба да ги ползува сите привилегии. Да не се разбереме погрешно. Не е Македонија. Europe, small Europe, is from that region, from Balkans region, and was kidnapped by Zeus, as you know, by Zeus, yes, and he was transformed into bull, and so normally I think that we have been and we would like to be in EU. И на крајот, без да ја дочуеме приказната за маниакалниот бог од Олимп, кој ни ја чапна перспективата, одиме со представување на сосема нова, за решителноста и непоколебливоста. Ќе чувствувате ли морална одговорност да поднесете оставка од функцијата доколку овие избори бидат со голем катастрофален пораз за СДСМ? Ние сме темелни, си работиме чекор по чекор и како што си зацртавме, тоа го остваривме. Оставка не давате, да сумираме истука. Сигурно имало некаков расчекор штом епизодата заврши со оставка. Па ако Зевс ја грабна Европа, тогаш не се знае кој на СДСМ му ја киднапираше перцепцијата и логиката.